Европските земји мора да се подготват за втор смртоносен бран на коронавирус, затоа што пандемијата не е завршена, предупредува доктор Ханс Клуге, директор на Светската здравствена организација во Европа. Клуге ги предупреди земјите што започнаа да ги олеснуваат ограничувањата, дека сега е време да се подготват, а не да слават. Клуге истакнува дека намалувањето на бројот на смртни случаи од COVID-19 во Велика Британија, Италија и Франција не значи крај на пандемијата. Епицентарот на епидемијата сега е појава на исток, односно во Русија, Украина, Белорусија и Казахстан, каде има зголемување на бројот на инфицирани од вирусот, изјави представникот на СЗО. Државите треба да го користат ова време мудро и да почнат да ги зајакнуваат системите за јавно здравје, како и да градат капацитети во болници, оделенија за итни случаи и интензивна нега. Сингапур и Јапонија сватија рано дека ова не е време за славење, туку време за подготовка. Скандинавските земји го прават истото. Тие не исклучуваат втор бран, но се надеваат дека тој ќе биде локализиран и тие ќе можат брзо да го надминат. Клуге предупреди дека вториот бран може да се совпадне со појавата и на други заразни болести. Јас сум многу загрижен за можноста за двоен бран. На есен може да имаме втор бран на COVID-19 и друг сезонски грип или сипаници. Пред 2 години имавме 500.000 деца кои немале своја прва вакцина против сипаници, додаде Клуге. На почетокот на овој месец населението во Шпанија излезе од своите домови по 7 недели, а во некои делови на Германија се отворија дел од рестораните. Во Франција пак луѓето излегуваат од дома без дозволи, но за Клуге се додека сме во отсуство на ефикасно лекување на вирусот или вакцина, секоја блокада мора да биде придружена со строги мерки.